Работодавачите не се согласија минималецот да се зголеми за 50 евра пред празнично, со што пропадна последната надеж покачувањето да се случи оваа година. Како од синдикатот ја коментираат вчерашната средба. Вчерашната средба беше конструктивна, начелно, онака, пошто беше прва званична средба на Социјално-економскиот совет и таму се дискутирало за сите оние проблеми кои што ги засегаат работниците и стандардот на работниците, но и за кошничката која што е предвидена за од 15 декември до 15 јануари. Така да мислам дека кога станало збор за зголемување на платите, од она што ние го бараме за 450 евра, работодавачите се уште не биле спремни за да го тоа имплементираат во наредниот период. Сите патишта на покачувањето на минималецот сега веројатно водат до март. Дали синдикатот ќе биде трпелив до тогаш и дали во меѓувреме ќе покаже сила? Ние до сега никогаш не сме се помириле со она што значи неисполнување на одредени наши барања. Мислам дека сепак ќе бидеме тие кои што ќе реагираме на својствен начин, како што и претходно кажав, со она што ни овозможува колективниот договор, законот за работни односи, а таму се знае ќе видиме што понатаму, но сепак со консултација со членството да видиме што тоа ќе предложи и што начелно за една недела до две, што ќе се договориме со организација на работодавачите на новиот социјално-економски совет или на втората седница која што треба да се одржи што поскоро. Премиерот Мицковски вчера се огради од исходот на средбата на економско-социјалниот совет, потенцирајќи дека секоја одлука ја прифаќа. Но ние не сакаме да се мешаме, ќе ги оставиме тие две страни, односно и работниците и работодавачите, тие да се усогласат што е тоа кое што можат едните и другите да го прифатат. Така што ние сме во случајов страна која што е тука да фасилитира, а не да одлучува. Така што се тоа на кое што тие меѓу себе ќе го договорат, ние како страна, како влада ќе го прифатиме. За синдикатот има уште една грижа, а тоа е што работодавачите потенцираат дека во март законско предвиденото покачување е следното. Во државата има закон за покачување на плати, но и параметри како тоа да се реализира. Согласно нив, во март за нас е прифатливо покачување на минималната плата од 1800 денари. Изјави Владанка Трајковска, председател на Сдружение на работодавачи.